како што кажа и Бранко, столбот на едно општество е занаетчиството, ги имаме во се помал број за жал. Каков е квалитетот на кадрите кои во моментов ги поседуваме? Зошто за занаетчиство и какви можности нуди професијата? Наредниве минути разговараме со Анита Атанасовска од Занаетчиската комора и Јовица Ѓорѓиевски, кој е мајстор фризер, инаку дел од секцијата фризери. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ви најавме. И очекувавме Наталија, но март променлив, особено се одразува на здравието и посакуваме побрзо да закрепне. Темата на која што ќе разговараме ово утро е дека Занаетчиската комора организира голем број на обуки, оние кои што ги помина за фризери и козметичари, сега ќе може да се покажат на мајсторскиот испит. Секако, Занаетчиската комора Скопје организира голем број на обуки за преквалификација и доквалификација, но сепак гордост ни е мајсторскиот испит. Нели испит кој што ние го обновивме со изработка на голем број програми за мајсторски испити во повеќе категории, меѓу кои најзаинтересирани се фризерите и козметичарите. Сега во четврток, петок, сабота и недела имаме 4 дена мајсторски испит за фризер и козметичар, каде што полагаат 3 теоретски дела, економија и право, андрагогија, педагогија и стручна теорија, и во недела полагаат практичен дел пред трочлена комисија. Ќе имаат можност да си ги покажат своите вештини и знаења. Колку однив на број имаше ли интерес? 30 кандидати имаме во двете категории, за мајсторски испит за фризер и за козметичар. Имаме интереси од другите градови, од цела Македонија се пријавуваат, затоа што мајсторскиот испит успеавме да го доведеме до 5 ниво во националната рамка на квалификација, што значи дека е дел од формалното образование, да се стекнуваат со диплома, и е дел од подсредното образование, значи висше образование во образованието за занаетчиство. Што значи тоа? Дали по добивањето на сертификатот, оној кој што го добива е готов производ конкурентен на пазарот на труд? Мајсторската диплома е всушност доказ за вештините, компетенциите на еден мајстор. Тоа е најголемо достигнување во занаетчиството и е 5 ниво во националната рамка на квалификација, што значи дека се стекнува од 60 до 120 кредити. Значи дека овој човек се доусовршува, нели, со освен што има знаења, предзнаења, затоа што услов за да еден занаетчија влезе да полага мајсторски испит е да има 3 години самостоен бизнис или 5 години да биде работник во соодветната дејност. Значи, тоа го докажува со соодветна документација. Меѓутоа, мајсторскиот испит е добивање на уште поголеми знаења и вештини и докажување на тоа пред други мајстори и стекнување на овој значаен документ. Во моментов е како факултет. Да, тоа е висше образование, да малку и пошироката јавност да дознае за значењето на дипломата, и оваа диплома понатаму им дава можност на занаетчиите да имаат ученици на пракса, да ги пренесуваат своите знаења, да се вклучуваат во обуки за возрастни, значи да можат овие свои вештини и компетенции да ги пренесуваат на младите лица. Пред колку години, Јовица, го добивте вашиот сертификат? Мојот сертификат беше некаде 2018-19 година, така нешто. Долги години сте во професијата. Оно што ме интересира, се живее ли од занаед во Македонија? Дефинитивно се живее, можам да кажам дека се живее, и меѓутоа занаетчиството за жал некако во ова време полека згаснува. Јас можам да дам апел до сите млади дека дефинитивно иднината е занаетчиството и дека секој треба да го негува она што всушност го има во себе, и дека ако има некој интерес кон занаетчиството, да не биде дел од социјалните мрежи, пошто секој денеска тоа стана најголемо школа за сите, за цела младина, и сите се водат кон нешто тамо, значи, а не кон она што они го сакаат, така да дали се живее дефинитивно, и е супер да бидеш дел од занаетчиството. Вашата професија бара и постојана комуникација и унапредување на истата, и сега знам дека имате врска да одите на одредени саеми, на одредени обуки и во странство. Зошто и покрај толку години работа како фризер не излеговте надвор од границите на Македонија? Ова е болна точка, затоа што навистина голем дел од нашите занаетчии одлучуваат своето знаење да го материализираат многу повеќе во странство. Кики, немаме никаква обврска да посетуваме било какви едукации и семинари. Тоа е добра волја. Тоа е добра волја, значи, ако сакаш да растеш
во полето во кој што си. Ако сакаш да бидеш постојано во тренд, да носиш новитети во своето студио, и едноставно би било добро и би било пожелно да отидеш на некои поголеми ивенти и да видиш некоја поголема слика, она што пример можеби го немаме ние овде. Ги споменавте младите и праксата. Оние кои што ќе положат мајсторски испит имаат можност децата од средните стручни училишта да ги носат кај себе на пракса. Но и за тоа сакам малку да продискутираме. Дуалното образование е одлична можност младите кога ќе завршат училиште да бидат готов производ на пазарот на труд. Но колку е навистина така во пракса? Се интересираат, Анита, ме интересира и вашето мислење, Јовица, и вашето. Се интересираат ли навистина децата да учат во текот на образовниот процес или се свидува само на формално присуство за подпис за оценка? Па тука би се вклучила јас, затоа што откако се донесе законот за задолжително средно, веќе во средните стручни училишта се запишуваат и ученици кои навистина немаат интерес за занечиство. Тука е најголемата грешка во системот и во основното образование ни треба систем за утврдување на вештини и компетенции на ученици пред знаења за вклучување во занечискиот сектор. Ние одамна пред 10 години го иницииравме овој закон, затоа што тоа е клучот на дефинитивно најправилниот избор кои деца треба да се запишат во стручното образование. Инаку оние деца кои што навистина сакаат да го учат занаетот и редовно се на пракса кај нашите мајстори и ментори, бидејќи комората спроведува и менторски испити за работодавачи кои сакаат да примаат ученици на пракса, кои редовно доаѓаат на практична обука, навистина покажуваат многу добри резултати на завршните испити и понатаму директно се вклучуваат или се вработуваат или пак се самовработуваат во секторот во кој што завршиле средно стручно образование. Какво е вашето искуство, Јовица? Така, се служувам со Анита сосема. Дефинитивно, значи, многу мина од децата се запишуваат да го завршат нели образованието, ќе кажам, ради реда, задолжителното образование. Меѓутоа, 20% моето искуство покажува изминативе години дека 20% на децата кои што се запишани може да се значи стварно ги интересира и може да се разбуди интерес кај нив и да се соработува. Значи тоа е сосема мала бројка за тоа, значи можеме да кажем. Минатата година, кога дојдоа уписите во средно училиште, добивме информација каква што последниве 10-15 години досега не сме ја добиле. Дека прв пат гимназиите паѓаат во сенка, а интерес има многу голем за занаетчиство. Може би е добро да се размислува сериозно за ова што го споменавте, бидејќи не е поентата само да ги запишеме, туку поентата е кога истите тие деца наши ќе завршат, да можеме да ги вклопиме во пазарот на трудот и да немаме дефицит од кадри. Точно, значи минатата година за наше голема радост, нели, искрено се објави резултатот, меѓутоа тоа беше труд на изминативе години, имидж кампањи што беа спроведувани во основните училишта, каде што наши мајстори за нечи одија директно во основните училишта, ги презентираа своите достигнувања за нечиството, можностите што ги нуди за нечиството. Правевме имидж кампањи во основните училишта во градот Скопје, каде што се презентираа сите средни училишта и навистина има резултати, меѓутоа голем удел во зголемениот процент на упис на ученици во средните стручни училишта беа и стипендиите што беа дадени од Министерството за образование на ученици кои што ќе се запишат во средните стручни училишта. Проблемот е во тоа што сепак треба да се зголеми интересот за практична обука директно кај работодавач, каде што ученикот ќе стекне вештини и компетенции за да може директно да се вработи. Оно што исто така сакам да ве прашам, ќе видиме колку ќе бидат успешни овие кои што ќе добијат сега сертификат за мајсторски за мајстори. Има ли други обуки и за што има се друго интерес? Имаме, значи, мајсторски испити за пекар, автомеханичар, сладкар,
се изработува и за дизајнерна облека, односно кроење и шиење. Значи, тие ќе ги пилотираме во нареднава година со објавен повик за мајсторски испити. Меѓутоа, Комората има образовен центар за образование на возрастни, имаме обуки за инсталатери и монтери на соларни панели, имаме обуки за во делот на личните услуги сите, фризер, козметичар, шминкер. Најголем дел од интересот во моментов младиве имаат во секторот лични услуги за жал, а многу мал во градежниот сектор, каде што има огромен дефицит на работна сила. Најдете водоинсталатор за еден час, ако можете. Дефицит на водоводжи, плочкари, паркетари, огромен дефицит во тој дел. Јовица, кога започнавте со професијата, пред колку години? Пред колку години? Значи, пред 22 години. Ве навраќам 22 години и се наоѓам во улога на вашата мајка. Јовица, што планираш да запишеш повторно? Ке биде вашиот избор занает повторно? Дефинитивно да. Да? Дефинитивно да. Тој е одговорот што ни беше потребен. Значи го направил вистинскиот Да. избор пред Дефинитивно 22 години, Тоа тоа е што многу пред важно. пред 22 години, значи, ова што денеска го живеам, ова што денеска го работам, беше моја цел и беше моја желба. Тоа е одговорот кој што беше потребен и на оние кои што се двоумат зошто да за занајатот. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Јас се сеќавам и се надевам дека за други успешни приказни ќе говориме и во периодот кој следува. Секако. Благодарам.